Председателот Ѓорѓе Иванов упати честитка до американскиот председател Барак Обама по повод националниот празник на Соединетите американски држави 4 јули, денот на независноста. Односите со САД за нас се исклучително значени, а заложбата за нивно натамошно зацрстување представува посебен интерес за Република Македонија и за низините граѓани. Соединетите американски држави даваат силна и континуирана поддршка на напорите за консолидирање на мирот, демократијата и стабилноста во регионот, како и за остварување на стратешките надворешно политички цели на Република Македонија. Стои во честитката од Иванов до Обама. Македонскиот председател посочува дека одамна заслуженото полноправно членство на Република Македонија во НАТО, како и на тамошната интеграција во Европската унија, стабилноста и просперитетот на регионот, продлабочувањето на регионалната соработка и унапредувањето на добрососедските односи остануваат да бидат највисоки приоритети, но и предизвици на нашата надворешна политика. Луиза Винтон, постоен представник на Обединетите нации за мигрантите кои во моментов минуваат низ Македонија, повика на целосно почитување на човековите права за сите лица, без оглед на тоа дали имаат статус на регуларни или нерегуларни мигранти. Една од 5 жени меѓу мигрантите е бремена. Ја поздравуваме одлуката на Министерството за здравство да даде целосна бесплатна здравствена заштита на мигрантите кои што ќе се најдат во Македонија, рече Винтон на Светскиот ден на населението. На дебатата ранливи категории население во кризни ситуации, заменик министерот за здравство Јовица Андоновски посочи дека Македонија успеала во рана фаза да одговори на двете последни состојби – поплавите и мигрантите. Состојбата со мигрантите не засега сите и затоа пристапот кон справувањето треба да биде заеднички. Ние покажавме дека можеме да бидеме успешни само ако сите заеднички се стремиме кон истата цел, рече Андовски. Судењето за случајот Пуче закажано за 5 август, судика е Љубинка Башевска. Кривичниот суд во Скопје информираше дека судиката Башевска е избрана по електронски пат. Четврто обвинет во овој случај е Зоран Заев, председателот на СДСМ, кој вчера изјави дека нема да почитува ниту еден повик за присутност на судските рочишта. Судот се уште нема донесена одлука за прифаќање на обвинението за случајот подкуп, во кој Заев е осомничен за барање мито од струмички бизнисмен. Регистрирани се првите 13 барања за азил во Македонија откако стапи на сила законската измена. Според МВР, баратели се 13 возрастни лица и 4 деца, сите од Сирија. Од 19 јуни до денеска издадени се 7386 потврди на странски државјани за искажана намера за поднесување барање за признавање право на азил. Според државјанството на лицата на кои им се издадени потврдите, најбројни 4863 се државјани на Сирија. 4 животи однесе вчерашната несреќа кај колари на патот Киче во Охрид. Во страшната несреќа покрај бебето роден од 2015 година, неговата 2-годишна сестра и нивниот татко, 28 годишниот Деар А од Кичевско Зајас, на пат кон болница на тешките повреди им подлегнал и Амзи И од Скопско Долно Свиларе, кој бил сопатник во другото возило. 26 годишната ХА и возачот на комбито 31 годишниот ВА од Скопско Горно Свиларе со тешки повреди се пренесени во ургентниот центар во Скопје. Несреќата се случи вчера околу 8 часот и 15 минути при судир на автомобил Волво и товарно возило Ford Connect. Гласањето со не на референдумот в Грција в недела ќе ги ослабе позициите на Атина драматично. Ако се гласа со да, тоа ќе значи тешки преговори. Тоа го изјави на пресконференција во Луксембург председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер, кој ги ограничи коментарите за темата со таа единствена изјава. Премиерот на Луксембург Савие Бетел посочи дека разговарал со грчкиот премиер Алексис Ципрас и му рекол дека сака луксембуршкото председавање со Унијата да се заснова на доверба. Мислам дека на луѓето треба да им биде целосно јасно за што или против што гласаат. Референдумот е и за иднината на Европската унија, еврозоната и на Европа. Референдумот ќе донесе последици, бидејќи треба да ги прифатиме резултатите од него, коментираше Бетел. Елисејската палата реагираше многу брзо и преку писмено соопштение даде негативен одговор на јавното барање на основачот на Wikileaks Џулијан Асанж, испратено преку весникот Le Monde, во кое тој побара од Франција да му даде азил. Потребно е продлабочено разгледување на барањето, имајќи ги предвид правните елементи и материјалната ситуација на Асанж. Франција не може да го задоволи неговото барање. Ситуацијата на Асанж не представува итна опасност за него, се вели во соопштението на Елисејската палата, во кое се појаснува дека против Асанж е издаден европски налог за апсење.